Sine, štom te ukorovam, što i da praviš, te zaštitovam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko, na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, eleza se, ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Mir vam, Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nебото, така и на земјата, така и во нашите срца. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме. Дали им ги простуваме? Им ги простуваме на нашите должници. И не дозволувај да влеземе во искушенија, избави не од лукавиот, зашто Твое е царството, силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што ги излеваш овие слова, што не научи како да се поклониме пред Тебе, да Ти предадеме се, да се покаеме, да простиме, да не осудуваме, да ја прифатиме Твојата волја, да се покаеме за гревовите на нашите предци, да бидеме вистински Твои сотрудници кои сакаат да работат за Царството Божјо. Ке читаме еден текст кој е слезен по прашање на нашата сотрудничка Ангелина во четвртоците, кога се чита Словото, се објавуваат, се осветлуваат некои нејасности со посредство на Духот Свети. Едно прашање кое го постави за крвта и водата. И ќе го отвориме. Првото прашање е зошто страдаат нашите деца. Сега ние имаме една состојба. Родителите го тепаат детето, баба, дедо вмешани. Од сето тоа имаме ние состојба, детето е однесено во институција село, СОС село, како се вика тоа. Знаете, направен е некој грев. Значи, зошто страдаат нашите деца? Еден од војниците со копје му ги прободе ребрата и наеднаш истече крв и вода. Јован 13:4. Исус веќе го предаде духот на таткото, го врати кај оној што го дал, и го имаме тој момент. Еден од војниците го прободува во ребрата и истекува крв и вода. Останатите рекоа некаго да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси, бидејќи во Стариот Завет е појавено, е пишано, и тие се држат евреите, нели, до тој Стар Завет, и го распна Исуса дека Илија ќе го најави неговото второ пришествие, враќање на Месијата, дали ќе дојде Илија да го спаси, и тоа е тоа ниво дека Илија ќе те спаси, некој светец ќе те спаси, мајката која го родила ќе те спаси, иако е добро пишано дека он не роди преку словото на вистината, он раѓа. Не зборуваме ние за богородично раѓа, него за богороден, Христороден, таткороден, нешто што е тешко сватливо за овие доктрини на телесни заедници, пренесени од претходни религиски системи и внесени во нашата вера, како што викаат моите македонци. Верата е на Исус Христос. Значи, некако да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси, еден друг човек зеде копје и го прободе во слабината и излезе крв и вода. Матеј 27:49. Невина. Одиме сега друго читаме, значи крв и вода се пролеа, помнете го ова, претходно го врати Духот. Псалм 79:3, спротиставена на ова дејство, нивната крв ја пролеа како вода,
насекаде по Ерусалим и нема кој да ги закопа. Тоа се случува кога правиш ти зло, кога самиот плаќаш, кога крвта, не ја прифаќаш крвта на Исус пролејана, самиот плаќаш за својот грев. Крвта ваша на главите ваши, одиме понатаму, имаме израз крвта не е вода, навистина не е вода. Крвта е душа, нели? Одиме до Јован 1:5-6, тој, Исус Христос, не знам дали сте слушнале за него, дојде со посредство на вода и крв. Видете? Вода се овоплоти во женска утроба, плодова вода, имаме физичка вода и имаме жива вода. Со посредство на вода и со крвта, крвта каде? Ќе видиме. И духот е тој што сведочи, бидејќи духот е вистина. Пазете го тој момент. Духот сведочи. Штом заедницата нема сила, нема сведоштво, нема дух. Само не смеете да јадете крв, читаме друго стих. Историја на земјата како вода, 5 Мојсеева 12:6-23. Значи, зошто од Исус протекува крв и вода, зошто е тоа важно? Одиме уште 5 Мојсеева, само пази добро да не се јаде крвта, зашто крвта е душа. Не ја јади душата заедно со месото, не јадија истурија на земјата како вода, 23-24, значи крвта се истура на земјата. И затоа земјата натопена со крвта. Видите сега овој стих, и те измив со вода, се однесува на секој од нас. Ја измив од тебе твојата крв. И те намачкав со масло, Езекија 16:9, значи со вода ја мие крвта наша на главите наши. Тој сега ќе плаќа и не помазува со масло, Езекија 16:9, те измив со вода. Третиот ангел, Откровение 16:4, го излеа својот сад во реките и изворите на вода, и тие се претворија во крв. Откровение 16:47. Знаете, тука крв и вода се важни. Полека се движиме да видиме што значи тоа. И речи си, се според законот, со крв се очистуваше и без пролевање крв нема проштение. Значи, крвта ваша мораш да платиш. Некој треба да плати за тој грев. Ако ја прифаќаш Исусовата жртва, тој плаќа, Евреите 9:22, значи се според законот се очистува и без пролевање крв нема простување на гревовите. 20 стих, Евреите 9:20, ова е крвта на заветот што ви го одреди Бог Таткото. Исто така, цитат, со крв ги попрска и светилиштето, кај што се чувал ковчегот на заветот, и сите садови за служење на Бога, Евреите 20:21, тој зборува тогаш за крв на животни, ние денеска зборуваме за крвта Исусова, со негова крв се завети за нас, Исус, за ние да се заветиме, да се ветиме, да се предадеме за Него. Затоа е тој посредник на новиот завет, да по неговата смрт крв и вода се пролеа нели на земјата, што остана за откуп на престапите од времето на првиот завет, призваните, дали си призван кон него, да го добијат ветеното вечно наследство, зашто каде што има завет, таму е неопходно да следува смрт на заветувачот. Значи, Исус, заветувач, заветодавач и заветувач, нели? Исус умира првин, умира, нели, со смрт на крст, со крв, и ние треба да умреме. Заветодавач и заветувач, ќе се вратиме на ова, бидејќи заветот добива сила по смртта на заветодавачот и заветувачот, бидејќи заветот добива сила само по смртта, по Исусова.
Исусовата, но нашата е важна исто така. Да не останеме во старата природа. Тој нема никаква сила, додека заветувачот е жив, заветодавачот и заветувачот. Поради тоа ти си остануваш во истата природа, знаеш за Исус, но не примаш дух, не ја примаш крвта Исусова, си тераш по старо. Ни првиот завет не беше утврден без крв, Евреите 9:15-8. Еве го првиот завет со каква крв. Читаме, зашто Моисеј, откако го прочита сите заповеди од законот пред сиот народ, зеде крв телешка и крв јарешка со вода измешани. Ете зашто се пролева крв вода Исусова и со црвена волна и со Исоп ја пороси како самата книга, така и сиот народ велејки, ова е крвта на заветот, што ви го одреди Отецот, Евреите 9:19-2, така е направен првиот завет. Но со Исус сме попрскани со крвта Негова. Значи, тоа е, Отецот пребива во Него, тоа е крвта на нашиот Отец. Душата Него умира, Тој плаќа за нас и ние на крстот треба да се оставиме себе си, старите, да ја примиме жртвата Исусова, да го оставиме стариот, грешен човек, да умре тој и да се родиме во ново Христово создание, богороден, не богородичен роден, а богородица, од рог, од таткото небесен. Да сме ново создание, не заборавајте, имаме капење во вода, првично, значи да ја измие крвта, нашата крв, капење во дух имаме одвнатре, капење во вода од надвор. Откако духот доаѓа, ќе бидеме попрскани со крвта Негова. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ој, те сакам, Господи, па со крвта Негова го прифаќаме, значи Исус, се оставаме себе си и ти си капен во вода од надвор, капен во крвта попрскан, комплетно, оган и жива вода, дух одвнатре. И сега одим еден цитат. Така да помнете, ако не ја прифаќаме крвта Исусова за жртва и нов завет, следува оној стих, крвта ваша на главите ваши, самиот плаќаш со својата крв. И нема вода што ќе те измие, самиот плаќаш крвта ваша. Затоа луѓето страдаат, вашите деца, бидејќи самите плаќате. Првиот ангел затруби и се појави град и оган помешани со крв. Еве го повторно, вода и крв паднаа на земјата, тоа е заветот кој не е прифатен. И 1/3 од дрвијата изгореа, 1/3 демони, кои се сега ангели, кои се демони, и сета зелена трева изгоре, и 1/3 од морето се претвори во крв. Тоа е крвта која не е прифатена, што треба да се плати. Откровени 8:7-8. Одиме понатаму. Марко 9:22. Често го фрла во оган, во вода, за да го убие. Марко 9:22. Да ја пролее крвта, да му ја земе душата. Тоа е детето обземено од демони. Тоа се оние демони кои се изгонуваат само со пост и молитва. Марко 9:29. Пост од светот, оставање на светот, комплетно преродување, претопување, прифаќаш жртва крвта Исусова. Исус ја скина завесата од шаторот, 2 дела имал, првиот дел кај што се влегуваат сите и другиот кај што не можел никој да влезе, еднаш годишно влегувал свештеник врзан за ногата. Ако е нечесен, ако умре таму, ако се допре до светињата на светињите, ковчегот на заветот, стариот завет, умирал. Значи, Исус ја скина завесата од шаторот, во вториот дел, кајто никој не можеше да влезе, еднаш годишно влегувал закаден, врзан свештеник да умре со ждрепка, да покади, бил врзан за ногата, да ако случајно умре да го извлечат, без Исусовата крв и вода, значи, патот за влегување во единство со Отецот беше неостварлив. Евите, со крв на животни, повторен грев, не се доаѓа до Отецот. Значи, тие се прскаат со крвта, колат животни. Само со попрскување, крштение и новородение, богородение, Исусово родение, татково родение,
Не се стига со Богородица до Исус. И го држите Исус како дете, Исус е порас, Исус држи се, ти го поставаш како дете и истакнуваш мајката. Пазете сега кој е абсурд. Луѓето по воскресението ќе бидат како ангели на небесата, нема машко и женско, нема да се мажат и жена. Значи, само со попрскување во Исусовата крв, не со вода, преку вечниот дух, тој се принесе себе си совршена жртва Исус, неговата крв ја чисти нашата совест, нашиот грев, нашата совест, нашите постапки од грешни дела, од мртви дела. Мртви дела, правиш некои дела телесни кои не те прават христијанин, дела кои те водат во смрт, за да можеме да му служиме, да се родиме, споиме, вратиме во живиот Бог Татко, Евреите 9, 11, 14. И пак ќе дојдам до тоа, тие велат Господи, Господи се молат, изрекуваат цитати, наредби, сугестии на Господ. Тој зборува Татко, не сите што велат Господи ќе влезат. Со својата крв, Евреите 9, 11, 14, одиме уште понатаму, со својата крв не откупи за Отецот од секое колено, јазик, народ и племе, Откровение 5.9. Секое колено, секој јазик, секое племе и македонците кои го повикале. Но за жал, тие христијани, нашите соседи од Пирин и од Олим долу, па и понатаму, негираат дека има македонци. Тоа значи не го прифаќаат Таткото небесен. Моето тело е вистинска храна, мојата крв вистинско питие. Јован 6.55. Телото негово. Вика, неговото име беше Слово Божјо натопено со крвта. Ако се сеќавате за Исус, со крвта. Не јадете месо во кој има уште душа, односно крвта негова. 1 Мојсиева 9.4. Во борбата против гревот уште не сте се противеле до крв. Евреите 12.4. До крв, до смрт на крст на крв. Пилат и евреите, невин сум за крвта на овој праведник, Пилат, мислете моја вие. Им вели на израелците, тие викаат, распни го, бре, распни го. Исус е на помош. Народот одговара, крвта негова, нека падне на нас и на нашите деца. Матеј 27.25. Ете зашто страдаат вашите деца. И во пустината, рече дека гревот ваш ќе падне, ќе го отплаќаат вашите деца кога откажаа непослушност кон Мојсей, кон Арон и кон Исус, кон водачот Исус. Одиме понатаму, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина. Марко 14:24. Не сме откупени, тој крева чаша со вино. И тие мислат дека виното и лебот ќе го прават христијани. Тоа е само символ. Не сме откупени со сребро и злато од суетниот живот, од татковците наши, туку со скапоцената крв на непорочното и чисто јагне Христос 1 Петар 1.19. Значи, крвта негова е важен момент. Христос ја засака црквата, се предаде себе си за неа, за да ја освети, очистувајќи ја со водна бања преку Словото, ако дозволиш Духот да ја води заедницата. Ако ја водат телесни луѓе, нема ништо од ова, затоа црквите немаат сила, не разбираат ништо. Ефесијаните 5:26-25, значи имаме крв, вода, с која се пролева, и дух кој после доаѓа, кој не се родија од крв, ниту по желба на телото, ниту од похот машка, туку од Бога. Јован 1.13 зборува за родени од Бог, не за богородици, за светци кои ги славите таму. И тој идолопоклонство кој е почеток, причина и крај на секое зло, и затоа гинете. Чаша со вино крева, се враќаме на тој момент. Ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина, за сите, за простување на гревовите. Матеј 26, 27, 28. Исус вино ли пролеа на крстот? Не крвта. Видите, тоа е символ и тие го прават тоа, но тоа не те прави христијанин и прават идолопоклонство. Јуда на свештениците им ги фрла сребрениците во храмот, кои му ги дадоа за да го предаде Исус. Сгрешив зашто предадов невина крв. Матеј 27:4. Невина крв продаде. Повторно е крвта. Цитат, сонцето ќе се претвори во темнина. Значи, тоа е гревот на овој паднат свет кој лежи во зло. А месечината во крв, дела 2.20. Месечината е символ на демонскиот свет.
Значи тоа е крвта која ќе треба да ја платат. Христос умре за нас уште додека бевме сатански чеда на сатаната. Исус им вели на израелците, вашиот татко е ѓаволот. Додека бевме грешни, затоа сега откако веќе сме оправдани со крвта негова, Римјаните 5:8-9, и они се држат до овој стих, оправдани сме со крвта и седиш. Видете? Значи, соединувањето со Исус е процес на движење. Се враќаме до евнухот, од Египет дојде во Израел. Првото движење, второто се поклони. Тоа е однос. Третото, на глас го читаше словото. Четвртото, признава дека не знае, ангел го носи Филип, му кажува за Исус, го прифаќа Исус и прашува, што ме спречува да се крстам? Филип му кажува, ако срцето ти е право, ако со сето срце и душа веруваш, тука треба тоа да се исчекори, тоа е личен однос. Филип го снемува седмиот момент. Наоѓа вода, жива вода, телесна, физичка или вода од жена, 3 категории има. И духот го крсти, Филип го снемува, тој се смалува, ти растеш и се соединуваш. Тоа е сосема друг принцип на движење, духовно. За Мојсей вели се вера, тој направи паска, го попорска со крв вратите, та истребувачот на првородените да не се допре до нив, Евреите 11:28, кога таткото небесен се обидуваше на фараонот да го пушти Мојсей, да ја заврши работата. Значи, Христос не влезе во ракотворно светилиште кое е само образец на вистинското. Тие ваши зградби, цркви во кои одите и се молите, не значат ништо. Ми рече некој дете таму подучено телесно. Светиот Дух бил во зградата, во црквата. Видете, тој треба во тебе да биде, ти си црквата. Господ не живее во ракотворни храмови, значи Исус влезе во самото небо за да се јави сега пред луѓето на Бог, Таткото за нас, и не се принесе себе си како жртва 100 пати, повеќе пати вода и крв и дух секоја година, како што првосвещеникот влегувал во светилиштето секоја година со туѓа крв, се јави Исус да го однесе, да плати, откупи гревот, се принесе сам себе си како жртва до смрт на крст, крвта ја пролеа. Дали ја прифаќа жртвата, Евреите 9:24-26, значи вода и крв се пролеа. А третото го има предходно ја предаде духот на Таткото небесен, духот се враќа кај оној кој го дал. Одиме повторно цитат, оној кој дојде преку вода, во женска утроба, нели? Плодова вода, физичка вода, ја миеш крвта ваша на главите ваши и на крајот духовна вода. И крвта ја пролеа. Значи мора да има смрт на заветодавачот и на заветувачот. Тој е Исус Христос, не само преку вода и крв. Дали ја прифаќаш ти крвта? Духот е оној кој сведочи, зашто Духот е вистина, каде што нема сила, нема сведоштво во заедниците, нема жива вода, нема дух, зашто тројца се кои сведочат на небото, и сега они повторно мислат дека Бог е три личности. Отецот, кој е единствен, Словото и Светиот Дух, овие тројца се едно, 1 Јован 5:6-7, значи Отецот го изговара Словото, живо Слово, рема, рама, драма, и ни го праќа Духот. Значи, Отецот е еден, тие се едно. Отецот, вечната љубов. Одиме уште 1 Јован 5:8, тројца се кои сведочат на земјата, Духот, водата и крвта. Пазете, тие се три во едно, тројца сведоци, духовно. Духот да те води, водата жива да те измие однадвор, однатре и крвта да те попрска. Знаете, тешко се разбирува, слушајте го повеќе пати. После ова можете да се капете, да рипате, да јадете лепи вино, да славите кој годе што годе, реформации, трансформации, он неразбрани галатијани. Само горката чаша, да, зашто не ја славите, не ја испиете. Чашата е горка, но ќе ја испием, да се откажеш од себе си. Лета и духу мој на крилјата на љубовта, слезе една песна, се враќам кај Таткото небесен, вечната љубов. Јас не сум од овој свет, и јас не сум, јас сум горе, довде сум привремено, овој свет ќе замине, невидливото е вечно, видливото е минливо, земјата е минлива, и мислев дека тука завршува. Следното утро ми удри печат на поуката, која е потикната по Ангелина, на едно од читањата во четврток, поставува прашање и слегува, видите, тоа се тие поуки. Во духот чекам, испри овој стих, тие го победија, кои се тие, па вие, сотрудници со крвта на јагнето. Значи,
без крвта не можеш да победиш. Крстен, прекрстен, попрскан со крвта. Не само однадвор со вода. И со словото на своето сведоштво, значи духот тогаш ќе те води, ќе сведочи. Без духот не можеш да победиш и не се грижеа за животот свој, дури до самата смрт. Со крвта на јагнето се победува, со словото на сведоштвото твое. Тоа значи духот да те води. Затоа Откровение 12.11, 12.12, веселете се небеса. Дали се веселиш ти на небесата и го бараш Царството Божио? И вие кои живеете на нив, дали живееш во Царството Божио или си овде? Тешко вам кои живеете само на земјата, врзани овде. И морето, зашто ѓаволот слегол кај вас со голем гнев, бидејќи знае дека му останува малку време. Откровение 12.12, тоа е секој еден од нас. Времето на милост го трошиш, ке ти помине и потоа зошто страдаат нашите деца, па затоа што има некој греф непокајан кој треба да го отплаќаат. Откровение, ние треба да го направиме истото распнување, нели? Духот го враќаме и со душата на Таткото Небесен во собственост, смрт на телесниот, тихо, стариот човек. И само тогаш се остварува заветот, заветодавачот умре, ја пролеа својата крв Исус, ти треба да умреш заветувачот. Во водата, женска утрова, телесна вода да ти измие крвта и духовно да те попрска со крвта Исусова, да бидеш попрскан, да го прифатиш и да го оживееш заветот со водна бања во Словото, да те исчисти тоа живо Слово во духот, да се претопиш во вечната љубов. Може би палку тешко се разбира зашто се пролеа вода и крв, а претходно духот се врати као оној што го дал. Тоа е тој момент, тело, душа и духот која сме ние. Треба да го оставиме ова тело, да добиеме небесно тело. Се сее тело телесно, се раѓа тело духовно. Да не бидеме голи души, како што вика, кои ќе плутаат таму некаде, се до ново телотворување, каде што во слободна волја треба да го избереме Господ Исус Христос. Не да си славиме кој годе и што годе, да си правиме некои обредчиња, како некои деца што се расправаат по пазариштата, и да бидеме мали деца. Татко ќе викаш тогаш, татко, татко, и ученици на Господ Исус Христос, да сакаш да учиш да го оставиш ова што те научил сатаната, зашто таткото твој, ако е сатаната, ти живееш во лага. Ние зборуваме за вечната љубов која треба да те преплави, оживее, да ти даде сила да велиш не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Беге од нас сатано во името Исусово, не враќај се повеќе надвор од Македонија, сатано, и не враќај се повеќе во името на Господ Исус Христос. Се што не е од Исус да си замине од секој еден од нас. Ти го отварам срцето, Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ни, дојди во заедницата со трудници, помогни ни, дојди кај сите оние за кои се молиме, да повикаат кон Тебе, да се покајат со срцето, да разберат, да бидат исцелени за секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, во секого Исус, од земјата до небесата. Амин. Ах, колку си не возлюбил Татко Небесен. Јас имам Татко горе на небесата, ми го испрати Господ Исус Христос да ни даде сила во духот да живее, да пребива во нашите срца. Амин до Царството Божио. Амин. Милуди се, сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев своја правда, желби очекувања, препушти се на мене, Татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се во мене, не
Љубовта вечна во секое срце.